Пранешниот премиер Никола Груевски во две, така наречени мега интервјуа, посветува големо внимание на активностите на фондацијата Отворено општество Сорос, како и улогата на самиот Џорџ Сорос. Во врска со сите прозивки кои пранешниот премиер ги направи во интервјуата за Република и Дневник, во студиото на Нова денеска гостине директорката на Канцеларијата на Отвореното општество во Македонија, Институтот Отворено општество во Македонија, господја Фани Карамфилова Пановска. Добро дојдовте. И за почеток, како вие ги толкувате сите пораки упатени од пранешниот премиер Никола Груевски, актуелен инаку мандатар, и тоа што со оглед на тоа во каква ситуација се наоѓа Македонија, посветува големо внимание токму на вас. Благодарам за поканата и за ова интервју и можноста да разговараме малку и во живо на тема нашите рефлексии на мега интервјуто на бившиот премиер Никола Груевски. Оценката за ова интервју јас ја дадов непосредно по објавувањето на првиот дел од интервјуто и тој впечаток останува и по објавените 4 дела од интервјуто, условно кажано. Тоа е дека голем дел од констатациите на Груевски во самото интервју се лаги, се манипулации, се тешка злоупотреба на полувистини и бившиот премиер покажува сериозна обседнатост со теориите на заговор. Таквото интервју и тој наратив е еден вид продолжение на притисокот врз граѓанското општество во Македонија и врз фондацијата Отворено општество во Македонија уште подиректно, кој што трае со години наназад, а кој во овој предизборен и постизборен период се интензивираше и добива на силина со една тенденција која што е очигледна, да долго најавуваната чистка со неистомислениците и расчистувањето со сите оние кои што ја критикуваат власта со аргументи, да се случи, доколку на сегашниот актуелен мандатар му се укаже можност да формира влада и дефинитивно тоа е вовет во она што и самиот го најави, односно партијата ВМРО-ДПМН со прогласот објавен на 17 декември, во кој што за прв пат се користи терминот десоросоизација, при тоа мислејќи на, предпоставувам, укинување на фондацијата Отворено општество Македонија, но и пошироко на граѓанските организации кои што беа гласни, артикулирани, критички настроени во овој период. Велите, станува збор за клевети, лаги и манипулации, што ако е така ви дава основа и да поведете постапка. Дали тоа ќе се случи? Во Македонија имаме заробени институции. Еден најзначаен дел од тие институции кои што се под капата на владачката партија во моментот се судските инстанции. Што значи дека досегашните наши напори да нашата вистина ја извадиме на виделина, не често и не секогаш судството не ја делило правата така како што треба. Така што конкретно за конкретни тужби како фондација во моментов не сме размислувале да преземеме, но одредени членови на нашиот управен одбор, кои што исто така беа атакувани во овој период, размислуваат да преземат соодветни мерки, односно соодветни тужби визави одредени изјави во медиумите за нивното делување во Македонија. Дали со се ова што се случува кај нас е запознаен самиот Џорџ Сорос? Да, значи целосниот превод на мега интервјуто кое што ние го направивме, значи не го преземавме преводот на англиски кој што го направи Република и меѓу другото констатиравме еден куп недоследности во преводот што го има направено Република, ова колку за оние кои што читаат на англиски во Македонија да укажам. Значи направивме целосен детален превод на мега интервјуто, направивме превод на еден дел прилози објавени на Сител, направивме превод на интервјуто на Груевски дадено за Дневник, како што и ова не е прв пат, и сето тоа е испратено во условно кажано нашата централа во фондацијата Отворено општество во Њујорк
и од таму се чека реакција како ќе реагира кабинетот на нашиот претходен председател Џорџ Сорос и оснивач на фондациите и како ќе реагира одделението за комуникации. Господјо Карамфилова Пановска, со колку пари располага тоа канцеларијата Отворено општество во Македонија, кои би можеле, како што вели актуелниот мандатар, да представуваат, да финансираат активности кои во таа мера би ги загрозиле интересите на државата, како што тоа вели Груевски? Значи, Фондацијата Отворено општество Македонија од незиното основање од 92 година до денес, неполни 25 години, во Македонија има инвестирано над 145 милиони долари, кои што се во главном средства од нашиот основач, од Џорџ Сорос, но еден дел од средствата во овие 145 се и пари на различни други донатори, билатерални и мултилатерални. Тука пред се мислам на големи проекти донирани од страна на Американската агенција за развој, донирани од страна на Европската унија, донирани од страна на ОПСЕ, донирани од страна на холандската влада, донирани од страна на германската влада и така натаму, кои што Фондацијата Отворено општество Македонија во овој период ги имплементирала, односно овие мултилатерални и билатерални донатори ни укажале доверба и во нашите капацитети и способност да имплементираме огромни проекти финансирани од нивна страна, кои што секако значеле поддршка на јавниот интерес, на дел од јавната сфера во Македонија. Деновите пред и по Нова година актуелна беше една акција на УЈП во, не знам дали може би кај вас, но во организации кои добивале финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество. Што се случува? Има ли некакви наоди? Кои се мотивите? Значи, прво сакам да ви ги презентирам фактите. Тоа е следново, дека од 5 декември па се до предновогодишните празници беше актуелна, најавена, некаде остварена и завршена контрола од страна на Управата за јавни приходи врз 22 невладини организации, вклучувајќи ја Фондацијата Отворено општество Македонија. Невладините организации кои што беа кај кои што инспекцијата се случи, беа финансирани, најголем дел од нив се финансирани од кај нас по разноразни основи и беа многу активни, сите овие организации беа многу активни во предизборието на терен, работејќи со граѓаните, убедувајќи ги граѓаните дека е многу важно да се излезе да се гласа на предвремените избори и убедувајќи ги граѓаните дека нивното право на глас е нешто што е фундаментално и дека тајноста на гласањето е загарантирана. Воедно ги следа и ги мониторира политичките партии, односно начинот на кој што тие се финансирани и начинот на кој што е финансирана медиумската кампања на политичките партии, за што исто така известувавме. Го следевме работењето на некои од невладините организации, го следа работењето со наша помош на Македонската радио телевизија за време на предизборието и нудевме бесплатна правна помош, условно кажано, односно совети за кон граѓаните доколку нивното избирачко право е. Груевски тврди дека сте финансирали организации кои работат на уривање на оваа власт, за да поддржат левицата, опозицијата. Вака сега ќе ви кажам. Значи, Фондацијата Отворено општество Македонија од овие 145 милиони долари кои што ги кажав, кои што ги има потрошено во Македонија, има платено над 7 милиони долари данок и разни давачки во буџетот на Република Македонија. Значи, сме ставиле на располагање над 7 милиони долари сите овие години на располагање на државниот буџет со кој што управуваат властите во оваа држава. Тоа е првиот факт што граѓаните треба да го знаат, дека дел од јавните сервиси кои што граѓаните во Македонија ги добиваат се финансирани благодарение на тоа што дошол некој прилив и од овие Соросови пари. Втората работа што сакам да ја кажам, дека не многу често во јавноста се експлоатирани фактите дека Фондацијата Отворено општество Македонија скоро над 1/5 од средствата сите овие 25 години или во бројки во апсолутен износ над 32 милиони долари има инвестирано за образование.
Над 13,5 милиони долари има инвестирано во јавното здравство. Да, кога велите образование, да одиме тоа едно по едно. Во какви програми, што во образование? Значи, кога зборувам за образование, сите нивоа на образование добиле, односно институции кои што работат на разни министерствата, институциите или училиштата, сите. Или вработените, на кој начин финансирате? Значи, кога зборувам за образование, пред се мислам на огромниот износ средства доделени на над 3.500 стипендисти, средношколци и студенти, роми, сега ќе кажам, кои што биле финансирани и поддржани за да може да го докомплетираат своето формално образование. Контекст на декадата на ромите? Не, овој процес трае пред почетокот на декадата на ромите. Ова се средства кои што доаѓале од нашиот основач Џорџ Сорос, но и средства од холандската амбасада, морам да ги споменам, средства од USAID, средства од ОПСЕ, и изнесуваат 12 милиони долари доделени за над 3.500 стипендии во Македонија на средношколци студенти роми, со кои што над 200 студенти роми го имаат завршено своето образование и голем дел од нив, според нашите податоци, во моментов работат во јавната администрација во Македонија, некои се и на дури високи државни функции во оваа власт или влада на Никола Груевски. Како, например, Ибрахим Ибраими, актуелниот министер за труд и социјална политика, беше стипендист, работеше во Фондацијата Отворено општество, односно на проект во Фондацијата Отворено општество над 2 години. Сличен случај е господинот Реџеп Али Чупи, кој што исто така беше стипендист на наша програма, беше член на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество и во моментов ја води управата за унапредување на образованието и на јазиците во Македонија. Голем дел од овие роми кои што со наша поддршка го докомплетираа своето високо образование, работат по разни меѓународни организации во Европа и пошироко. Сакам да кажам дека кога зборуваме за образование е многу битно да се спомене дека во времето на оваа власт, во 2009 година, со подпис на тогашниот министер за образование господинот Никола Тодоров, Фондацијата Отворено општество Македонија има помогнато во износ од над 1 милион долари, околу над 19.000 ученици од 308 училишта, сиромашни ученици, со различен училишен прибор, од ранци до моливи, пенкала и тетратки, изгрижено и помогнато над 1000 деца со посебни потреби. Тоа е по барање на министерот или ова беше интервенција на Фондацијата Отворено општество глобално како одговор на финансиската и економска криза што ја зафати Европа. Значи и во другите држави кај што делува. Сорос одвои посебен резервен фонд од кои што средства секој од државите каде што имаше фондации. Деца од сиромашни семејства. Да, меѓу другото се помагаше и за образование на децата од сиромашните семејства. Тогаш во тие договори немаше никаква забелешка на вашата работа. Па не, овие се договори, меморандуми за соработка со Министерството за образование кои што ги има и Министерството во својата архива заведено. Сакам да кажам дека кога зборуваме за поддршка на образованието, Фондацијата Отворено општество Македонија уште во 2002 и 2003 година, кога никој во Македонија за тоа не зборуваше, поддржа процес на евалуација на високообразовните институции, практично финансиски го поддржа процесот на евалуација на двата државни универзитети кои што тогаш во договор со владата. Се разбира дека евалуацијата е во согласност со ректоратите на овие универзитети и го истрасира патот на креирање на постапки и процедури за само евалуација, што универзитетите и ден денеска, нашата влада се фали со начинот на кој што тие се евалуираат и како се рангираат. Сакам да има ли други пари кои ги добила владата или државните институции? Апсолутно. Или со министри кои биле во владата? Значи, со наша поддршка, сега изборам за образование, ќе се префрлам потоа и во делот на јавно здравство и во другите области. Со наша поддршка за прв пат во Македонија се направи национална програма за образование, 10 годишна, да е комплетно финансирана од наша страна, се уште постои, се уште стои на сајтот
на Актуелно се Министерството за имплементира? образование 2005-2015 истече пред 2 години и после тоа не гледаме никој напори дека нешто ново се прави. Кога зборуваме за соработка со институциите, еден од поинтересните факти е дека во 2006 година на барање на Министерството за внатрешни работи, фондацијата, односно тогашниот извршен директор на фондацијата Владимир Милчин и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска со потпишан договор за соработка сме финансирали, сме поддржале тим од 5 вработени во Министерството за внатрешни работи кои што требаше да работат на усогласување на правните акти, а поврзани со реформата на полицијата, односно обврските кои што поврзани со реформата на полицијата на Македонија и предстоја во однос на пристапувањето кон Европската унија. Оваа финансиска поддршка во период 2006-2008 е над $85,000. Значи договор потпишан кој што постои со Министерството за внатрешни работи, еден од доказите дека ние како фондација Отворено општество Македонија многу повеќе сме работеле за поддршка на институциите на државата, затоа што јасно ни е дека држава и реформи се градат на таков начин, или подеднакво како што сме го поддржували граѓанското општество. Кога престанува вашата ваква соработка со институциите? Па не престанува, сега ќе ви кажам, значи ова е 2006-2008, во 2009-2012 Министерството за труд и социјална политика во директна соработка со иницијативата за ментално здравје, тоа е програма, Соросова програма глобална, користи средства од околу $800,000 американски долари, со директна помош на Министерството за труд и социјална политика, со кој што целта беше да се помогне во деинституционализацијата на специјалниот завод во Демир Капија. Така што овој договор се случувал во 2009-2012, се тие 3-4 години во кои што се директно Соросови пари дадени на Министерството за труд и социјална политика да заврши една благородна работа за луѓето кои што се сместени во тој завод заради слабите капацитети на министерството и веројатно несериозниот пристап. Отприлика доаѓа подеднакво колку имате дадено на институциите и на граѓанското општество. Јас не можам сега во моментов да ги направам тие анализи дали е баш подеднакво, но сакам да кажам дека секој пат кога стратешките определби на нашата фондација, стратешките цели се поклопувале со целите на било која влада во Македонија и со реформите од наш, односно заеднички интерес за државата, затоа што Фондација Отворено општество Македонија е тука заради доброто на оваа држава, сме ги помагале институциите, затоа што сме и самите свесни дека многу поголемо влијание може да се изврши доколку ги спроведувате реформите заедно со институциите, се до момент додека е тоа возможно. Многу мене се прашуваат, рековте околу 150 милиони. Сакам да ви кажам дека во 2016 имаме основа. Многу мене се прашуваат зошто некој од некаде, од Америка, би вложил во некоја земја како Македонија една таква, сепак, импресивна сума на пари. Кој е неговиот интерес? Видете, ако може да поедноставиме. Значи, господинот Џорџ Сорос е длабоко убеден и е застапник на концептот на отворено општество. И тоа од многу млади години, уште од пред да биде толку богат и толку славен. Во моментот кога се стекнува со богатство кое што му дозволува да издвои делот од парите за филантропски цели, он ги основа фондацијата Отворено општество почетоците 88-89 година во Будимпешта, Централна и Источна Европа и потоа во Југославија, па така и во Македонија во 92 со една единствена идеја дека на светот овој концепт за отворено општество на демократиите им е повеќе од неопходен и дека е вредно дел од своето богатство да издвои и да финансира за такви цели. Концептот отворено општество, за јавноста да појаснам што значи. Кога велиме отворено општество, мислиме на општества кои што се подготвени или на институции и власти во тие општества кои што се свесни за својата несовршеност и кои што се подготвени под влијание на сите други чинители и фактори од надвор во рамки на самото општество да се менуваат кон подобро. Па така, тоа се мисли на институции и општества кои што водат сметка за заштитата на човековите права, институции кои што се транспарентни и отчетни кон своите граѓани, институции кои што ги слушаат
наодите на своите граѓани и нивните потреби. Институции кои што не се либат да доживеат и некоја критика на своја сметка, доколку е таа аргументирана, и на тој начин да ја отворат дебатата и диалогот. Институции и општества и лидери и партии, ке речам, кои што се залагаат за мултикултурност. Тоа е нешто што... Случило ли некоја држава во која е активна фондацијата да рече не, ние не сакаме ова. Концептот кој го промовира Џорџ Сорос нас ни е неприфатлив. Видете, тоа беше случај во Русија од пред неколку години. И Сорос се Таму помеча фондација постоеше, значи не беше априори одбиено барањето за отворање на фондација во Русија, но откако се донесе законот со кој што сите оние кои што се финансирани од странски пари треба да се регистрираат како странски агенти, да, во договор со председателот на Фондацијата Отворено општество и глобалниот борд, фондацијата од Русија се повлече, што не значи дека Фондацијата Отворено општество генерално не поддржуваат разни иницијативи што се за и околу Русија, но на други начини. Дали некојаш во официјална нека комуникација власта раководена од Никола Груевски ви укажала вие се мешате во една официјална, повторувам, комуникација, се мешате во внатрешните работи државата, сметаме дека непринципиелно работите по однос на ова или X други прашања? Официјална комуникација во смисла на писмо со печат и со подпис. Или средба. Не сме. Следоци сме на средба меѓу господинот Сорос и Никола Груевски, која се одржа пред неколку години во Прага. Дали во таква некоја комуникација некогаш Никола Груевски како лидер на најголемата партија во Македонија ги адресирал овие прашања кои ги отвара вака интензивно во последниот период? Средба на која што јас сум присуствувала, таква конотација немало. Дали Груевски успева да се сретне со некој од представниците на Фондацијата Отворено општество, глобалниот борд и така натаму, тоа не би знаела да кажам и уште помалку што на тие средби се разговара, но што можам да кажам дека на оваа средба помеѓу Груевски и Сорос во Прага по повод ромската декада разговарано е не повеќе од половина час и тоа исклучиво на прашања поврзани со тоа што владата во Македонија работи на прашањето на подобрување на статусот и правата. И во таа прилика Груевски не му пренел на господинот Сорос, видете, нашите информации и записникот, белешката од таа средба не упатуваат на таква нарација, од тој разговор. Тоа што го имаме како белешка не имаше. Никој од фондацијата од Македонија пристапува на средбата. Госпожо Карамфилова, на кој начин одлучувате кому давате пари и каква е таа процедура кога одлучувате некому дадете да поддржите финансиски институција, поединец, невладина организација? Начинот на управување со фондациите Отворено општество глобално, секаде каде што постојат, е подеднаков, а тоа е дека секоја фондација е регистрирана согласно националните прописи. Во Македонија ние сме регистрирани согласно законот за фондации и здруженија на граѓани. И главното управувачко тело со фондациите е управниот одбор. Така што ние имаме управен одбор составен од 7 члена кои што одлучуваат за тоа како стратешки ќе се движи фондацијата во предстојниот период. И воедно, откако ќе ги усвојат и утврдат стратешките приоритети, цели, документи, акцијски планови и така натаму, поодделно и поединечно одлучуваат за секое едно барање или доделување финансиска помош. Дали се работи за институција или за граѓанска организација или за индивидуалец. Дали тоа се обратила невладина организација, медиум, кои се да речеме афирмативно наклонети кон оваа власт? Бидејќи критиката на Груевски дека поддржувате медиуми, невладини организации кои ја критикуваат работата на владата на ВМРО-ДПМН. Видете, таквиот аргумент на Груевски дека ние поддржуваме граѓански организации кои што ја критикуваат власта покажува едно незнаење, една неукост за тоа зашто постојат граѓанските организации. Граѓанските организации постојат за да ги штитат интересите на граѓаните. Секој пат кога интересите на граѓаните се загрозени од разни причини, обврска е, мисија е, затоа тие граѓански организации постојат да реагираат. А визави кого, ако не визави властите, без разлика дали се тоа локални или централни власти.
Тоа што голем дел од организациите во Македонија по било кој основ добиле грант од Фондацијата Отворено општество Македонија, само покажува дека ние сериозно се залагаме и веруваме во тоа дека само едно професионално, едно артикулирано, едно силно граѓанско општество е главен фактор или еден од главните фактори кои што детерминира дали во една држава ќе има демократија или ќе има авторитарност. И ако просторот за делување на граѓанските организации се стеснува со државни интервенции или со партиски нарачки, тоа упатува на авторитарниот карактер на партијата, институцијата, односно лидерот во случајов. Така што навистина не би коментирала зошто Груевски вели дека ние критикуваме само, финансираме само граѓански организации кои што ги критикуваат политиките на власта. Една од главните здрави столбови на општеството е свесно, независно граѓанско општество кое што отворено ќе зборува тогаш кога јавниот интерес е загрозен. Во зајавност е позната информацијата дека председателот Ѓорги Иванов беше член на управниот одбор на фондацијата. Господин Илија Димовски беше член на пододборот за младинските програми. Дали при нивното повлекување, заминување, било како, направиле некаква забелешка, рекле принципиелно сметаме дека ова што го работиме не е во ред, се коси со известни принципи на демократијата и поради тоа се повлекле. Не, напротив, актуелниот председател на Република Македонија, Ѓорги Иванов, беше 4 години, ако не и повеќе, член на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија и при тоа беше вклучен во бордот како еден од ретките експерти на планот на познавање на граѓанското општество и граѓанската демократија. И толку време колку што седеше во управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија беше конструктивен и придонесуваше во тоа што... Зошто замина таму? Затоа што мандатот на членовите на управниот одбор е ограничен според нашите правила на управување. Господинот Илија Димовски беше дел од младинските програми на фондацијата во тоа време или поточно на дебатната програма и како еден од истакнатите млади луѓе кои што успеваат да ги аргументираат своите ставови соодветно, беше дел од пододборот, тогашниот пододбор за младински прашања. И пододборот за младински прашања исто така е со одредено време трајност на мандатот на членовите таму по завршување истиот замина. Да се вратиме на како и многу други. Да, на пример. Не, сакам да кажам како и многу други на кои што мандатот им истекол. Спомнавте образованието. Во кои други спомнавте поддршката институционална за Министерството за образование, за Министерството за внатрешни работи, во кои други области Институтот Отворено општество ги поддржал различните институции или реализацијата на владините политики? Еден интересен факт е податокот дека во 2006 година, во очи на парламентарните избори во јуни 2006 година, на кои што, меѓу другото, ВМРО дојде на власт, Фондацијата Отворено општество Македонија додели грант во износ од $50,000 на Државната изборна комисија, со која што во тој период председаваше господинот Јосифовски и на редовите на ВМРО ДПМНЕ со цел да се зајакнат капацитетите на сите членови на општинските изборни комисии и избирачки одбори, да се подготви еден приречник за да изборите кои што и предстојаа на Македонија се организираат на подготвен и најдемократски можен начин. Значи, директен грант на Државната изборна комисија за организирање на изборите во 2006 година, кога на власт се уште е СДСМ, но ДИК по дефиниција раководена од представник на опозицијата Јосифовски во интерес на демократски, односно да бидеме сигурни и безбедни дека изборите во 2006 во Македонија што ќе се организираат ќе бидат демократски и ќе победи оно што е подобар и на тие избори победи ВМРО ДПМНЕ. Господинате и здравството како област во која имате финансирано, односно помогнато со здравството во делот на кои области?
поконкретно? Значи, поддршката поврзана со јавното здравство надминува, како што кажав, над 13,5 милиони долари изминативе 24 години и во главном се работи за проекти кои што ги унапредуваат здравствените права или здравствениот статус на загрозените категории граѓани, на маргинализираните групи. Зборувате за 13 милиони. Сиромашни преку, роми, голем дел поддршка за ромското население и пристапот до здравството, но исто така и поддршка на останатите маргинализирани групи како ЛГБТ заедницата и останатите. Тука особено е значено, што ќе го повторам уште еднаш, што го кажав дека 800.000 американски долари се доделени од Фондацијата Отворено општество Македонија на Министерството за труд и социјала во период 2009-2012 од иницијативата за ментално здравје со цел да се помогне процесот на деинституционализација на специјалниот завод во Демир Капија. И уште една работа што сакам да ја поентирам, што е од понова историја, тоа од 2016 година. Во 2016 година, меѓу другото, фондацијата јас потпишав договор со Институтот за јавно здравје, за да го подпомогнеме процесот на креирање на еден прирачник кој што ќе значи поинакви вештини комуникацијски на медицинските лица, медицинскиот кадар. Но уште позначено е, ми се чини тоа што во 2016 година доделивме отприлика 250.000 долари на специјализирани граѓански организации кои што треба во предстојниот период да и помогнат на владата да изготви одржливи, финансиски одржливи програми кои што се однесуваат на превенција на тие организации веќе имаат случајно некакви меморандуми за договори разбирање со самата соработка со Министерството за здравство. Значи знаете дека глобалниот фонд од Македонија замина со завршувањето на 2016 година, со тоа се отвори јас од над 300.000 евра во буџетот кој што треба да биде покриен од страна на нашите, на јавните приходи на оваа држава, за помагање на лицата, обезбедување на лицата кои што се носители на ХИВ вирусот со антиретровирусна терапија и сите други средства што им се потребни за да полесно го пребродат заболените од ХИВ тој тежок период од нивниот живот. Така што заради тој јас кој што се отвори со напуштањето на глобалниот фонд, дополнителни средства на планираните за 2016 беа издвоени од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија за да се поддржат граѓански здруженија кои што заедно со релевантните институции, Министерството за здравство и сите останати, ќе работат на изработка, ќе подготват одржлив финансиски модел за овие програми за превенција од ХИВ. Да се вратам на оваа акција на УЈЕП која се спроведува кај граѓанскиот сектор, кај оние кои имаат добиено финансиска поддршка од вас. Дали слична акција има во институциите по некоја ревизија за да се утврди дали тие пари кои Институтот Отворено општество ги финансирал финансиски ги помогнал институциите биле можеби злоупотребени на овој или на оној начин, а во функција на некаква закана против, не знам, власта или било кој начин да се подријат. Значи, сите наши грантисти или сите оние со кои што соработуваме, па така и институциите кои што се добитници на нашата финансиска поддршка, подлежат на процедурите за известување визави грантовите, кои што ако зборувате со другите ќе ви кажат дека се многу ригорозни. Така што досега не сме наишле на индикација дека парите што сме ги дале кај одредена државна институција, па ни граѓанска организација биле злоупотребени за да повикаме специјална ревизија за тие наши средства. Значи имаме многу добар увид, следиме постојано и досега не сме наишле на било какви индикации дека соросовите пари дадени институциите се злоупотребени. Околу она што нам државата сега ни го прави, односно УЈП и
ова нова иницијатива од Вас како канцеларија на Зборувам граѓанското општество и Фондацијата Отворено општество Македонија, загрижува фактот што слушнавме на почетокот на новата година, ако не се лажам на 3 јануари, од пресконференција на опозицијската СДСМ, дека има нова постапка спроведена, која што се спроведува по налог на Управата за финансиско разузнавање, визави 22 невладини организации. Се уште не знаеме кој е целосниот список, кој е се на списокот на овие 22 невладини организации. На поединци или... Значи на 22 невладини организации и дополнително на 42 физички лица. Отворена е постапка од страна на Управата за финансиско разузнавање за периодот 2011-2016, што значи дека за овие организации, за овие лица, по налог на ова Управа за финансиско разузнавање, побаран е пристап до нивните трансакциски сметки наназад изминатите 5 години. Како разбира дека имаат некакви информации. Што морам да коментирам дека е една сериозна акција, односно акција која што за да се спроведува на таков начин би требало по правило да имаат сериозен основ за да отворат на таква постапка. Основ, јас можам, зборувам сега за фондацијата и не знам кои организации се тамо за отварање на таква постапка, не верувам дека имаат, но тоа е само еден доказ дека притисокот се изголемува и дека оваа власт која што не дозволува Македонија слободно да се развива граѓанското општество, напротив, сака да го ограничи просторот во кој што граѓанското општество делува, се заканува со, доколку ВМРО ДПМН и Груевски формираат влада, се заканува со сериозна со укинување на се што значи граѓанска организација, фондација и било кој ентитет финансиран од УЈП во секаде во оние кои се околу вас или кои нели известно значи соработуваат со вас, дали кај вас УЈП има направи, дали сте подготвени вие да ги изложите на увид сите документи за тоа како работи фондацијата, од кај се парите, како ги троши парите, кому ги дава парите и зошто ги дава парите, за да на известен начин се затворат некои дилеми во јавноста. Значи Фондацијата Отворено општество Македонија подлежи на минимум 3 ревизии годишно. Една ревизија која што, значи кога ќе запоседнат ревизорите кај нас седнуваат од март и остануваат до мај, тоа се 3 месеци во кои што се чешлаат работењето во изминатата година по разни основи. Кога велам 3 ревизии, мислам на следново. Една е интерната ревизија која што Џорџ, основачот од Фондацијата Отворено општество Македонија ги нарачува за да направат увид во нашите книги, нашето работење. Втора е генералната ревизија која што се нарачува од надворешен ревизор, од реномирана ревизорска куќа. Ја нарачува кој? Ја нарачува ОСФ, ОСФ кажува што треба да се направи, но преку надворешен ревизор. Дали е тоа PricewaterhouseCoopers, дали е тоа KPMG, дали е тоа Deloitte и Touche, зависно кој го добил тендерот, условно кажано, и треба да се менува тоа на секои 3-4 години да се менува ревизорската куќа, која што прави ревизија на целокупното работење на фондацијата. И трети тип на ревизии, пошто редовно имаме средства и од други донатори, секој од овие донатори, дали е USAID, дали е Европска унија, нарачува своји ревизии за сопствените пари редовни. Значи не е тоа дали некој увидел како и цени како ти трошиш коректно, транспарентно, отчетно или не, туку тоа се редовни ревизии кои што ги прават овие големи донатори. Така што затоа велам минимум 3, некогаш и со 5 ревизии сме годишно. Резултатите, односно наодите од тие ревизии ги објавуваме редовно во дневниот печат. И никогаш не било... И никој пат може да се навратите наназад во дневните весници и да видите кои се наодите на овие ревизорски куќи. Дали сте објаснувале да му се обратите на господинот Груевски и да побарате објаснување зошто се во ова? Поголемо објаснување од тоа што тој самиот го кажува еднострано, не знам какво би добиле. Мислам дека е повеќе од јасно дека се работи за лидер, бивши премиер, лидер на една од најголемите партии, најголема партија, можеби во моментов,
кои што имаат капацитети, такви какви што имаат, да не може да се справат со оној кој што мисли поинаку од нив, освен на начин да сеат закани и лов на вештерки и да се заземат за едно конечно укинување на се она што е различно мислечко во оваа држава, така што... Сметате ли дека Фондацијата Отворено општество во Македонија може да биде затворена наскоро? Ако Груевски формира влада, јас мислам дека тоа е една од поголемите опасности што може да се случи. Ако формира влада во коалиција со ДУИ, мислите дека и ДУИ ќе се согласи да обезбеди? Не можам да спекулирам што ќе одлучи ДУИ со самото тоа што ќе се сложи да формира влада со ВМРО ДПМН, значи дека ќе замижи на се она што изминатово владење го направија заедно, зашто не ги научи лекциите, така што какви ќе бидат дејанијата на ДУИ апропо гласање на нив, тешко се предвиди. Господин Џорџ Сорос во последната колумна искажува загриженост за перспективите воопшто на граѓанското општество генерално со оглед на глобалните состојби. Какви се вашите прогнози за граѓанското општество, односно вашата анализа за состојбите и улогата на граѓанското општество во Македонија и неговите перспективи? Па морам да кажам дека состојбата на граѓанското општество во Македонија не многу се разликува од состојбата генерално односно положбата на граѓанското општество глобално, откако распоредот на силите на меѓународен план се измести откако Трамп дојде на власт во Америка, затоа што концептите на лидерството на САД во случајов, па и Европската Унија не покажува некои знаци на жилавост и на живост кога станува збор за подкрепа на отворено општество и активно граѓанско општество, наведуваат на тоа дека целиот концепт на отвореното општество, а со тоа и граѓанското општество може да бидат воведени во една подлабока криза, во која што просторот за нивно делување ќе биде стеснет, просторот во кој што тие делуваат нема да изобилува со она за што тие се залагаат, а тоа значи човекови права, еднакво за сите, антирасизам и така натаму. Ако овие наративи кои што сега зборувам за Трамп и за тоа што беше она што беше доминантно како дел од неговата изборна кампања, доколку тие концепти фатат корен, концептите за кои што Трамп се залагаше во текот на кампањата, за жал фатат корен во ситуација во која што верувам дека Америка има институции и политики кои што може да бидат поголема брана визави едни такви лични обсесии на поединец кој што е влијателен, имајќи предвид дека го има и Конгресот, не можеме тоа да го занемариме. Мислам дека балансот, односно дисбалансот на сметка на затворените општества, односно во полза на затворените на сметка на отворените. Дали тоа може смета како порас на концептот за отворено општество? Па не. Јас сум од оние кои што порас не, затоа што поразот се уште не сме го виделе. Видете, ние во Македонија ова наше падови, да речеме. Така е, тоа е сега еден почетокот на еден од надолните трендови на отвореното општество. Со оглед на ваквите негативни состојби и тенденции во однос на концептот за отворено општество, дали на глобално ниво во Фондацијата Отворено општество се размислува можеби за пасивизирање? Не, напротив, Фондацијата Отворено општество Њујорк, односно активностите кои што Фондацијата Отворено општество ги имаат на територијата на Соединените Американски држави се зголемени со дополнителни средства кои што Џорџ Сорос дополнително ги издвои по изборот на Трампа, кои што се пред се насочени кон заштита на сите оние групи кои што потенцијално може да бидат загрозени од тоа се представници на малцинствата, емигрантското население во Америка и така натаму, кои што би можеле да бидат загрозени од изјавите
на Трамп, односно делувањето на Трамп во насока на исполнување на своите изјави. Какви се плановите на Институтот Отворено општество во Македонија? Фондацијата Во Отворено наредниот општество период, Македонија 2017-2018. почнува процес на изработка на нова стратегија за предстојниот период 2018-2020. Во текот на оваа година стратешките определби носичките остануваат, тие се детерминирани, како што реков, од самиот концепт на отворено општество и тенденцијата ќе биде да и се помогне на оваа држава да се интегрира одвнатре, затоа што сме во моментов поделени по сите основи како никој пат досега, за да можеме со зголемување на кохезијата внатре да си помогнеме како општество и да ја достигнеме нашата интеграција во Европската унија. Фанени Карафилова, Ановска, ви благодарам што сте гости во студио. Ви благодарам и вам.